Добро вечер, почитувани. Пред нас е почетокот на најновото издание на Спорт 1 на 1 ТВ, специјализирана спортска емисија, простор да ги разработиме оние теми кои што се најактуелни, најважни за македонската спортска јавност. Во фокусот овој пат е ракометот, македонскиот машки репрезентативен и секако она што ја очекува нашата селекција, тоа е настапот на престојното светско ракометно првенство во Германија и во Данска. Во нашето студио гостин е Горан Ѓоргоновски, добро познат на македонската спортска јавност по сите оние работи кои што ги познава врзани со овој спорт. Здраво, добро вечер, Дамјан. Многу интересна најава. Ја не можам да се наречам дека сум аналитичар, ова ми е така. Зато реков и добар познавач. Едно хоби, еден начин на кој што мене ме исполнува и кој ќе добијам покана вака од новинари кои што ми е драго дека разработуваат теми, секоја сум на располагање. Пред да започнеме со нашата анализа и со нашиот разговор поврзан со нашата македонска ракометна репрезентација, почитувани, ќе споменам само дека тоа столче до Ѓоргоновски е празно, остана празно, со почит кон сите оние кои што не беа во можност да присуствуваат вечерва и да гостуваат во оваа наша емисија. Ќе ги поздравам и ќе кажам да имаме разбирање пред се за тоа што е веќе новогодишната треска зафатена, дел од нашите спортисти, актуелни репрезентативци, поранешни селектори, поранешни репрезентативци се дел од оние предновогодишни забави, а дел и од нив не се повеќе во нашиот главен град, замина со своите семејства на празнување и затоа имаме можност со Ѓоргоновски малку повеќе да поанализираме во однос на нашата македонска машка ракометна репрезентација. Во генералната најава ќе ги споменеме противниците. Нашата репрезентација ќе игра против Јапонија, па против Бахрейн, па против Хрватска, следува Шпанија и во завршното коло можеби најтешкиот натпревар против Исланд. Што можеме да кажеме за оваа група ако споменеме дека само 3 тима одат во следната фаза? Па мислам дека групата е, да ја наречам, нормална, со противници кои што се повисоко рангирани од нас, што е нормално, како што се Шпанија и Хрватска, со, па можам да кажам и за нијанса Исланд, со некој бекграунд што го има, и кај што ние би требало да ја бараме шансата, значи многу верувам дека и на пошироката јавност, барем она ракометна што им е познато дека таму ние ќе ја бараме шансата, иако на секој надпревар секако дека излегуваме за да победиме, никој не оди за да изгуби. Не подценувајќи ги во никој случај првите два надпревари, но да бидеме реални, Македонија има рейтинг висок во Европа во ракометот и треба да ги добие тие два. И останува оној надпревар со Исланд како последен, кај што е во ситуација да се биде или не. Иако уште на старт ќе кажам дека многу пати повторувам и навистина го мислам тоа дека Македонија со самото присуство овде е направила добра работа, што не значи дека сега ние треба сите да се задоволиме и дека отидовме таму да се прошетаме. Никогаш и не било така, но мора да бидеме и реални во некоја мера, дека ние може да бидеме сега нова светско првенство и да не влезиме во втора рунда. И тоа нема да биде крај на светот за ракометот кај нас, значи ќе постои ракометот и треба да напредуваме и ќе напредуваме, а од друга страна можеме да земеме и медал и повторно нас ни остануваат и проблемите во македонскиот ракомет и убавите работи во македонскиот ракомет. Таа е друга тема, но сакам да кажам, ниту ќе заврши, ниту почна ќе заврши со ова светско. Можеме и да направиме добар резултат, но можеме и не. Да го сватиме сите тоа на таков начин дека големи репрезентации во светов не постигнувале резултат на светско првенство во било кој спорт, па не ние, една Македонија која што е мала во секоја смисла. Голема прашина дигна оној пораз против Грција, неочекуван, пред се затоа што станува збор за репрезентација која што доправа треба да се докажува во овој спорт, а Македонија живее со ракометот и во моментов е барем спорт број 1 кај нас. Тој пораз предизвика и нарушување на атмосферата во соблекувалната на Раул Гонзалес, имаше сериозни критики и на управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија и од првиот човек Живко Мокетов, но и од останатите членови на управниот одбор за тоа како и што понатаму треба да се превземе. Мокетов вели ќе седнеме пред да патуваме за Германија, ќе ги разрешиме сите проблеми.
Знаеме дека не секогаш биле најсилни работите, но секогаш во прв план бил резултатот и ние новинарите не сакаме премногу да навлегуваме во таа тематика за да не го нарушиме тоа што го имаме, а секако македонската ракометна репрезентација значи многу за нашиот спорт и посакуваме подобрување на работите и на резултатите. Велите да бидеме реални и нашите репрезентативци го велат тоа, а сега имаме подмладување. Колку тој порас од Грција и промената на репрезентативниот ростер не достигаат повеќе искусни, ќе ги наброиме, може да се подзаборават, да се стават во втор план и повторно тренингот, фокусот на работата и резултатот да биде прва и објективна цел за Македонија. Јас ќе почнам прво од тоа дека имало критики на управен одбор и од председателот и нормално е кога една федерација овозможува услови, како што е тоа сега, моменталното раководство на чело со господин Мукретов, кој што од она што јас можам да го видам, а знам многу работи, затоа што сум не директно, но ги гледам работиве и одам на тренинзи, не е само гледано она што ќе се случува во Германија, значи ги знам работите и гледам какви услови имат. Јас бев во еден период во репрезентација од 2004-2005 до 2010, што повеќе, што помалце, и знам во кои услови функциониравме и со секое право може ракометната федерација да бара што се однесува до тоа. Што се однесува до Грција, тоа ви е исто како сега ние да ја победиме Грција во кошарка, тие да не победат нас во ракомет. Јако што сеќам ние ги добивме ни во Литванија. Така да и сами не викам дека е оправдано апсолутно, но кога се прават групи за квалификации за европско првенство и кога во група сте со Турција и со Грција и со Исланд, логично е дека секој си бара шанса тука да се пласира на тоа. Сигурно и Турција и Грција. Не е направена групата про форма, само да постои дека по дефолт ќе одат Македонија и ова. Пак ќе кажам, јас имав една анализа во Дневниот вестник Нова Македонија, веднаш по завршување на надпреварот, тоа е психички проблем, мислам во смисла психолошки е проблемот во пристапот на самата надпревар, тоа се види и со Турција на претходниот надпревар. И тоа го коментиравме кога заврши надпреварот со Турција дека добро е што се случи сега тука во Битола на домашен терен со Турција, да не ни се деси таму. Се деси во Грција. Значи очигледно некој не извлекол поука и главниот она што јас како главно го наведов и тогаш е дека или некои играчи тотално го потцени овој циклус, или се до таа мера немотивирани веќе да играат за репрезентација и да направат нешто дополнително. А ако знаеме дека најискусниот меѓу нив убедливо е тој што е најмотивиран, навистина е жалосно за пристапот. Јас за поразот не коментирам. Пораз секој може му се деси, секој може да изгуби. Пристапот е за осуда, но знаете како сега, тоа е тоа. Тоа било поминало, Македонија сигурен сум дека чуди на европско и тоа се ќе се заборави. Пред нас е светско првенство, каде што спомнавте вие дека недостасуваат некои играчи. Видете, тоа е некоја нормална работа во животот, некој да почне и да заврши, па така и еве сега што во моментот што ми паѓа на памет е Јоновски, така го нема. Јоновски, Прибак, Којлевски, Никола Марковски, Филип Миркуловски од претходно. Никола Марковски е повреден, има скашеница на нос, недозалечене. Миркуловски го оправдувам од една страна, од друга страна не можам да го прифатам дека не е тука, затоа што е толку неопходен моментално да можам да кажам слободно дека е не незаменлив, ама тешко заменлив во моментов, особено што го немаме Прибак, кој што, да бидеме реални, се работи за солиден играч, добар играч, кој што игра во Европа години, но за Македонија според мене никогаш не го дал тоа што треба да го даде и за тоа што беше донесен. И комплетно се согласувам со изборот тој да не биде во моментов во овој ростер, во овој поширок список. Јас се согласувам со тоа што, пак ќе кажам, Миркуловски во два правци е тешко надополнлив, особено неговата луцидност, неговата срце борбеност и она што тој го користеше како внимание
кое го имаше Лазаров кога е на терен, значи и Мојсовски претходно и тој сега, максимално да го искористи тоа удвојување, тоа внимание што го има секој нормален селектор на на наш противник. Кога играш против таков калибар, нормално е ти да зборува за него и да си фокусира на него, мислејќи дека треба него да го соприме и после ќе биде окей. И многу пати така мислеле. Дали Мојсовски, дали Стоилов, дали Миркуловски или претходно не знам кој, знаеле тоа да го искористат најдобро и да Македонија биде како што е последние 10 години. Го споменавме селекторот Раул Гонзалес во изјава за еден ТВ објаснува како ќе пристапи на подготовките, но и за тоа како Македонија ќе оди на ова светско првенство, дали размислува за последниот противник или од надпревар во надпревар. Погледнете. Селекторе, нови подготовки, нова мундијалска авантура. Кажете ми за овие денови колку тимот се подготвува и колку е оптимистички настроен после оние надпревари октомвриските кои нели неочекувано одигравме слави надпревари. Сега не знам зашто е многу рано, имаме многу време да се спремаме, само запознавме да тренираме нашата одбрана. И после кога ќе дојде Филип Талески, ќе започне да правиме напад, тогаш е многу рано да знаеме како ќе биде се нашата репрезентација. Преферирам да се фокусира на клуб на превара, што треба да играме многу на превара и немаме многу луѓе. И јас не знам како ќе биде после, јас преферирам да одам чекор по чекор. Немаме Миркуловски, немаме Привак, тие направија многу добра работа со нас, јас бев многу задоволен со нив, ама животот е така. Сега има други играчи и треба да зборуваме околу нив. Киро Лазаров е како е и знаеме дека е најважен играч на оваа репрезентација. Имаме Киро, Ворко, најстари, ама се многу важни за нас и Киро знам дека секогаш игра добро. Верувам дека гледачите ќе се сложат со нас. Мило е да се слушне Раул Гонзалес на овој негов симпатичен македонски. Се труди максимално човекот, покажи во Франција дека многу брзо ги учи јазиците, па веќе и на француски добро функционира во Пари Сен-Жермен. Вели од надпревар во надпревар, благодарам за сите оние што придонесоа да дојде Македонија до оваа точка до која што е, но време е за животот оди понатаму во составот од повиканите пред да го објави оној скратен список од 16 ракометари кои ќе патуваат на светското ракометно првенство, има многу млади ракометари кои што и немаат толку големо репрезентативно искуство или барем немаат толку голема минутажа во националниот дрес, а биле дел од селекцијата, ќе падне товарот на нив. Мислите ли дека може да го искористат ова светско првенство за она искуство кое што ќе им биде потребно во продолжение од кариерите, да направат бум и да ги продолжат успесите во меѓународни рамки на оние кои веќе не се дел од националниот состав? Значи, иако се млади, веќе ќе почнеме од Талески, од Кузмановски, Кастески е малку играч кој што досега не добил шанса, ниту бил на потесен список, многу ретко. Иако, ајде да кажам, ги вергламе веќе 5-6 години како талентирани и како ова. Талески веќе година и пол е, не знам, или 2 години и пол е во Бундеслига, во шампионот на Германија. Добива шанса. Барем кога отиде беше шампион на Германија. И мислам нема тука Талески мора да понеси и одговорност и товар. Кузмановски секако ќе биде реално прва опција на среден бек, иако не е разигрувач. И иако модерниот ракомет сега и тоа го дозволува и го практикува. Значи, и Карабатич не е разигрувач, па е игра на таа позиција години. Се споменува дека и може би Лазаров да биде на среден бек, во смисла на зборувам за Кирил Лазаров, кој што не гледам некоја логика, имајќи предвид дека неговите замени на десна бековска позиција исто така се уште поискусни од овие кои што играат ваму. Така да скратиме во тој дел, Кузмановски и Талески во секој случај ќе бидат играчи кои што ќе бидат експлоатирани во два правци. Особено сега го нема тука Јоновски, Македонија ќе мора да се приориентира на некоја 5-1 одбрана, со Велко Марковски како централен
бранител позади и човек кој што ќе се менува и кој што ќе има исклучително задача само во одбраната. И тука секако дека и Кузмановски ќе игра со Стоилов на позиции двојка, можеби ќе добие шанса и Поповски како човек кој што треба да му дозволи на Кире Лазаров да развива полуконтра, кој што не е, пак ќе кажам, не е спорен квалитетот на Поповски, кој што еве мене лично ми се допаѓа. Спорно е што Поповски во животот досега во неговата кариера не игра утакмица која што е значајна. И како да очекуваме ние кога треба да одигра утакмица на светско првенство, мислам јас се зборувам од лично искуство кај што ја бев во некои околности бев фрлен во оган да играм на големо надпреварување повеќе од тоа што се планираше и знам многу добро што самиот си очекувал. Што знача првите надпревари кај што пулсот е 220 и главата тешко размислува. Како одеше времето јас се адаптирав и бев подобар, верувам и овие играчи ако добијат шанса ќе биде така. Јас би го истакнал тука Танковски како човек и би го поврзал со Миркуловски, познавајќи го Миркуловски 2003 кога прв пат го запознав директно и кога ми стана соиграч. Мене Танковски многу ме потсеќа на него, во тие карактеристики да се фрла на глава, да биде феноменален во одбрана, да не троши топки, да знае да искористи дупка, така наречена во зоната. И мислам дека ако кога јас би бил Раул Гонзалес сега, тој би бил на потесен список и би му дал шанса, ако сакаме да добиеме Миркуловски. Ако не и на наредното европско, кога ќе дојдеме тука во декември, ќе збориме зошто не дојде Миркуловски. Значи, ние мора да ги создаваме. Миркуловски и Лазаров се двајца играчи кои што долги години се во репрезентација и ги чекаат да стасаат овие младиве, што не беше случај пред 10 години. Пред 10 години таа генерација на Манаско се откажа наеднаш и ги оставија на ветрот сега веќе искусниве Лазаров, да 10 години ние се бориме додека дојдеме до 2009 Хрватска. Ова не го дозволува Лазаров и Миркуловски, па можеме да кажеме и Борко Ристовски, не го дозволува тоа, го држи, ама мора овие момци да им покажат нив. Јас не зборам веќе за Дејан Манасков, за Столе Стоилов, за Гоце Георгиевски. Тоа се веќе играчи што играле 5-6 големи надпреварувања. Мислам, тоа е, тие се веќе, можам да кажам, некои се предветерани се, да кажам, значи Стоилов во завршната етапа од кариерата. Значи, мора да сватат и Талески, и Кузмановски, па и сите други кои што ќе добијат шанса. Ова е последна шанса. Ова е последна или предпоследна шанса, еве, да тие го фатат возот и да ја продолжат низата, затоа што ние не сме навикнати. Ние сме заборавиле како е Македонија да не игра на големи надпреварувања. Тоа е, сега немаше ние тука да седиме да разговараме, немаше никој права да откупи тука, а јас сум во ракометот инволвиран до максимум и со школата на Кире Лазаров, и со кампот, и со се друго. И јас знам што значи ова присуство на големи надпреварувања за тие деца кои што ние ги има Вардар, ги има Металург, ги имаат сите школи во Македонија, значи огромен број, квантитет, од кој што квантитет неминовно е дека ќе излезе еден играч, без разлика на условите. Са тоа е друга тема, кои се условите во Македонија, стручниот кадар и така натаму. Но од таков квантитет на деца, кои што тренираат можеби 10.000 во Македонија, неминовно е дека ќе излезат деца и излегуваат. Еве го и сега, ние не ги спомнавме се тука, може и Серафимов е тука, и Лазарески е тука, и Јагориновски, да не зборам, Пешевски веќе не го ставам, затоа што Пешевски веќе играч со кој заедно со Стоилов се сериозно котира на позиција пивот во Европа како пар. Па може и Димитровски да добие шанса да се најде меѓу тие 16. Па, исто така по мене правилен потек, имајќи предвид дека Дејан Манасков троши минутажа од 55 минути, некоја моја груба проценка, на 55 минути на едно светско првенство, и кој што нема проблем со неговите физички предиспозиции и позицијата што игра, дали може да го издржи темпото, а и млад е. По мене мислам дека е логично да биде позади него некој играч кој што треба да стаса. Дали е тоа Димитриевски сега, тоа одлучил селекторот. И ќе одлучи селекторот. Така, нормално, ние сега анализираме. Него му е најтешко и негова си е одлуката, но логична е одлукава да биде Димитриевски таму, по мене, затоа што ако сакаме и понатаму да продолжиме и да не се грижиме дали Манасков
еден ден ќе дојде и тој во ситуација дали тоа е таа дупка на центарската позиција која што направи значи привид нас ни направи земањето пасош на Прибак, ни направи еден привид кој што му даде него можност да игра за репрезентација едно колку се 3-4 години, а ние во тој период не најдовме ситуација, имајќи предвид дека Мојсовски го трансформиравме на левбек принудно, пошто тоаш немавме левбек, сега можам да кажам дека Талески е веќе играч кој расте, и остана Миркуловски со Прибак и сега во еден момент ние останавме во и тоа е главниот проблем во моментов сега кој ќе организира играта на Македонија, кој ќе биде популарниот жути тука и но сега да не звучиме ние сега овде дека е некоја трагедија, апсолутно Македонија има респектабилен тим, ќе направи добра зона Раул, јас ги следам и тренинзите, гледам што како работат. Раул ќе постави игра, мислам издишно ја збориме за Раул како што. Па можеби најдобриот тренер во светот во моментот. Значи, имаме на селекторската затоа позиција. викам, ќе постави добра игра. Имаме голманите се тие кои што се години. Мислам дека ќе си бидеме како треба. Исланд ќе решава. И Исланд не е репрезентација што беше. И Исланд е во ситуација, еве, слушаме веќе 2-3 години промена на генерација, таму промена на генерација, таа генерација од Стефансон и компанија си замина, сега е главен Палмарсон, па Палмарсон кога му се игра, кога не му се игра. Да се надеваме дека сега нема да му се игра, пошто е ранг на Кире Лазаров во светски рамки, реално, значи феноменален играч. Така да, ако бидиме реални, Шпанија и Хрватска, може би со Хрватска имаме игра, со Шпанија многу потешко, но и да бидеме паметни. Видовме на прошлото европско, дека во даден момент треба да се биде паметен и треба и некои работи да се штедат. Па и да се калкулира малку во однос на така, распоредот, ги знаеме надпреварите. Затоа што па и спортот е, значи и водењето на селекција и тактиката е калкулација. Сега многу лошо звучи ние да кажеме дека ќе калкулираме, ама ако тоа во интерес на она што следува со Исланд и она што ни се случи со повреда на Кире Лазаров и така натаму, на истрошеност, и не донесе во ситуација да ние од една феноменална прва рунда да ги разочараме луѓето. А луѓето, да не заборавиме, многу лесно се разочаруваат и подзабораваат какви се успеси сме имале. Ама луѓето живеат во Македонија, кај што немат, реално сега да не навлегуваме во други теми, тешко може да се фатат за нешто позитивно. Ова е нешто што е позитивно години, што расте и што во овој период од годината кога знаеме че заврши еуфоријата, почнува и не грее, не движи, не одржува тука во тој јануари. И нормално... Во најубавиот месец со најмногу празници имаме Македонија, имаме светско или европско првенство и тоа е сериозна... Пак ќе кажам, значи ние веќе сме заборавиле што значи да не си на големо надпреварување одамна. Дај Боже да продолжиме да не знаеме. Значи затоа што ова не е фудбал и светско првенство, ова е ракомет кај што ако нас нема да постои. Еве, значи не може звучи малку и негативно, ајде да кажам, ама мора да бидеме свесни за тоа и мора да им дадеме шанса на младите во секој случај биле последни. Ништо нас нема да ни смени. Дај Боже, еве, ја би го трампал сега да не поминеме група, да ги добиеме Танковски и Кузмановски. Одма би го трампал. За да можеме не на европско, пошто ќе ја поминеме групата, убеден сум со Грција, Турција, на следното светско да можеме да бараме во тој бараш, да можеме да бараме пласман, кај што ќе биде изграден еден, не знам, Кузмановски, видно Танковски, променет состав, со кој што ќе биде со сериозна амбиција. И да кажеме дека можеме веќе Кире Лазаров да кажеме дека да, не е до тој степен зависноста голема, иако македонскиот спорт не памти таква зависност од еден играч и ние се може звучи и субјективно, но македонскиот спорт немал таков спортист не ракометар, така да тоа секогаш ќе стои, ама имаат капацитет. Значи имаат капацитет, тоа е затоа го зборувам, имаат капацитет и Кузмановски, и Талески, и Танковски, па и сите што надоаѓаат други, да не зборам за ова постава што е
предна линија од пивот и крила, тие се веќе етаблирани, игра во Веспрем, игра во Романија, игра во шампион европски Вардар, капитена, тие се веќе. Така да ова е многу важно, дај да им дадеме шанса да видиме, но мора и тие самите да бидат малку свесни и одговорни. Не е нималку лесно да си години во репрезентација, ти спомна во период кој што е сега е најубавиот период за сите нас, така завршуваме со врските полека, дел од играчиве се на одмор. Во тој момент ти не си на одмор, ти си во карантин и ти си во мобилизиран. И тоа на долги стази не е едноставно. Затоа јас кога спомнав Миркуловски потполно го оправдувам. Тој е играч кој што е страшно потрошен, затоа што начинот на кој што го игра ракометот е тоа му го направило. Има и години, многу така, повреди и историја. Така млад, 83-та, значи 35. Игра во Бундеслига кај што и тој сака да си го одржи, и сака уште малку сака да остане игра во тој уште. дел. И не е едноставно од 2005-та ти да бидеш до сега секој јануари тука и мислам не е едноставно ментално да го издржиш тоа. Затоа викам дека Кирил Лазаров е феномен. Ти на 39 години на сето тоа што си го постигнал, да сега ментално и ти да бидиш локомотивата, ти да ги подбуцнуваш, да на другите да бидат подобри и да размислуваат за тоа. Тоа кога него ќе дојде да тој момент да треба да се трне од репрезентација, од играње активно, тогаш ќе осетиме, јас сум бил директно инволвиран, знам што значи присуството и мене ме плаши на одредени играчи, поврзано исто со Грција, значи нивниот однос према репрезентацијата, иако се веќе етаблирани, ме плаши нивниот однос и нивната немотивираност да се докажат и да покажат уште и уште. Ама тоа е веројатно и систематски проблем што ние немаме психолог во репрезентација, кој што репрезентацијата пред малку ја пофали федерација, дека има стварно сите услови. Овај сегмент систематски не го има решено, да Македонија има психолог по вертикала за сите селекции и да тој психолог работи на долги стази. Ние сме работеле со психолог, знам што значи. И да ти кога човек е, па и кога игра и со појак противник, не само со Грција, па треба да го мотивираме и да му покажеме него. Кога играме и со Шпанија, кога играме и со Хрватска. Затоа што секогаш е тоа потребно, тоа треба да биде. Со Хрватска дека знаеме да играме 45 минути, 50 на минути, така. Што се случува после? Тоа е веќе еден, тоа е веќе еден друг дел, една друга тема. Сакам да го слушнеме Кирил Лазаров, тој говори за најмладите, тој говори за идните звезди, за оние кои што и можеби ќе го наследат во националниот состав во годините кои што следат. Го слушаме Кирил Лазаров. Кире верува во тимот и верува во квалитетот дека сме за меѓу најдобрите 8 селекции на овој шампионат. Секогаш верувам, инаку не би бил дел од оваа репрезентација. Не би го трошел времето без врска доколку не верувам, значи би бил со фамилијата и затоа што веќе јас сум повеќе од 15 години во оваа репрезентација, ние сме стално на големи надпреварувања, на меѓународна сцена и секогаш во овој тајминг, како да кажам, некако сме хендикипирани за да не можеме овој период од годината, кој што е најубав, да го поминеме со своите најблиски. Напротив, го поминуваме тука заедно со моите колеги од националната репрезентација. Значи се даваме, се трудиме и работиме за нашата држава Македонија и веруваме дека желбите кои што ги имаме и амбициите, предизвиците ќе ги оствариме. Верувам, Кире, дека ќе го остварите и исполните, нели, очекуваното и сиот труд овие години ќе се вратите во јануари со медал од шампионатот во Германија и Данска. Полека, мислам дека тоа не е реално. Ако ништо друго, меѓу најдобрите 8. Тоа не е реално, треба да бидеме малце и реални. Иако сите го посакуваме, јас го посакувам повеќе од вас тоа. Меѓутоа, зашто да не, ние сме амбасадори на нашата држава. За нас за нашиот народ една победа е доволна да успееме да сплотиме нацијата, така да што повеќе победи имаме, тоа е подобро за нас како репрезентација и за македонскиот народ. Нема човек кој што не се воодушевува од сета мудрост која што ја кажува Кирил Лазаров не само на официјалните пресконференции, но овие изјави кои што ги зимаме на дел од манифестациите спортски кои што се одржуваат пред новата година, туку и на сите оние што го почитуваат ракометот, а секако познавачите на овој спорт знаат дека Кирил Лазаров и покрај своите години и минат труд во спортот се уште
Ево 10 прва ево 10 најдобри играчи на Лига во шампиони оваа 10 година. не само што е Да. во Не, тој дел, сечавам. него Пошто беше мораме тазе тоа. мораме да споменеме дека Кирил Лазаров е пример за тоа како треба да се одржува телото, духот, да се подготвува, да биде меѓу првите што оди на тренинг, да останува последен во сала, последен во теретана, да биде пример за младите. Тоа многу малку спортисти го прават и пред се благодарение на тоа Кирил Лазаров е тој кој што е и се уште граби и гази и е во светскиот ракомет и мислам дека ќе продолжи, се надеваме барем уште неколку сезони и да го носи националниот дрес. Во завршниот дел од овој разговор пријателски двомеч со Србија, 4 и 5 јануари, ракометарите ќе добијат и поштеда сега 2 дена одмор по повод среќна нова година. Кирил Лазаров верувам дека ќе биде меѓу првите кои што ќе се врати во тренажен процес, но по оваа кратка пауза само ќе споменам промена на сала, ќе ги продолжат подготовките во автокоманда, а не во Борис Трајковски, тоа е од денеска, Накратко е сега тоа. поради најавените концерти кои што ќе се случуваат во нашиот главен град. Може тоа да представува проблем затоа што кратко време ќе Не. сменат сала, а потоа веќе ги очекува и двомеч со Србија, а потоа патуваат за Германија. Не, мислам дека иако тренира на различни подлоги сега моментално во од Борис Трајковски автокоманда има одлични услови за тренинг, значи одличен паркет, можеби број 1 во Македонија. Во смисла од тоа нешто да влијае, другото нема. Салата е топла, потопла е дури од Борис Трајковски, која што гледав дека денови имаше мали поплаки под тоа прашање. Што се однесува до концертите, Борис Трајковски се претвори во концертна сала, за жал на спортистите, се претвори во ова, но од друга страна тој објект треба да екзистира и комерцијално и повлечени од тие, а и таа празнина дека моментално Скопје нема таков објект за такви. Да, универзална сала повеќе не е во пред некој период, сега пред некој ден бев на концерт на Џибони и го дискутиравме тоа дека нема такво. Србија ни е добар противник, спомна и Митрески преска слушав изјава. Значи нема да се малтретира некој да оди да патува. Супер противник, супер репрезентација. Веројатно ќе треба да глуми некоја од репрезентациите кои што ни доаѓаат на светско. И да види Раул, се претпоставувам како еден селектор кој што поминал многу, како тренер, како да види Раул кој од овие млади играчи може да одговори од даден момент, сигурно нема да го тестираат Лазаров и Стоилов на овие надпревари. Да се види како ќе функционира таа 5-1 одбрана, малку повисока кај Кузмановски, кај на таа лева страна, да види како ќе функционира Поповски, пошто Стоилов генерално, иако е тоа проблем што тој во клубот не игра во два правци, овде мора да игра, и тоа е еден проблем и таа е една кондиција која што ја дава надпреварите во играње во два правци, и тој кога ќе дојде во репрезентација сега, игра во два правци, таму не игра, таму игра само во напад, генерално, и веројатно ќе се проба и тука да се види и Поповски, да се види 6-0 како ќе функционира со двајца млади играчи, Кузмановски и Талески како една тројка висока, но и со Марковски на двете позиции како специјалист, еден искусен играч кој што треба да му помогне и на Талески, една супер подвижна 6-0. Се плашам јас од габаритот на Талески тука, затоа што знаеме дека главната борба е тука, пивотите тука напаѓаат. Не е спорно неговата подвижност, неговото знаење, но ме плаши габаритот негов, колку може тој да ги издржи дуелите и колку тоа ќе влијае негативно на другата страна на теренот, кај што треба и тој да некогаш и да шутне од и да даде гол. Да, така. Така да тие работи крилава горе-долу се јасни, голманите можеби ќе му даде шанса и на некој трет голман да види дали да носи 3 или 2 голмани, тука е дилемата. Пивотите ги кажавме кои се, за жал двајцата играат само напад во клубовите. Можеби ќе се проба Жарко да се добие на Пешески на некоја позиција, висок е 1,90 м и нешто. Тие работи на овие два надпревари треба Раул да ги види и да процени, да види можеби да унапреди ситуацијата која би се излегло сега во овој момент веќе на Кирил Лазаров како фластер, имајќи предвид дека го нема Миркуловски. Во минатото тоа му правеше многу проблеми на противникот ако излезеше фластер на
на Лазаров, кога беа во ситуација Мојсовски, Миркуловски, па и Мојсовски претходно, играчи кои што имаат две силни, добра промена на правец, имаат значи продорност. Сега во оваа ситуација веќе со Кузмановски, со Талески би било поволно за противникот да обрне внимание со некој полуфластер на Лазаров. И тука треба да се бара сега решение. Кој ќе го ослободи, како ќе го ослободи, што ќе се продолжи од тоа и така натаму и така натаму. Така да има многу дилеми сега. Да, тие се финеси сега кои што генерално овие играчи играат некој дел заедно, се знаат, но овие се работи кои што треба да ја одредат, да го направат мозаикот и да одлучат во онај петтинат превар Исланд, што го спомнавме на почетокот, да се биде или не. Не сум јас песимист, ако дојдеме во ситуација дека да, зошто ги бришеш над преварите со Шпанија и со Хрватска, јас верувам дека сите тие ќе настапат максимално, но јас сум само реален дека во оваа ситуација, како што кажувам дека и Бахрейн и Јапонија не ни се дораснати на некој начин, иако се на светско првенство, треба да ги одработиме, треба да ги добиеме, така и овие две од репрезентации досега не сме ги добиле, и дека многу потешко треба да ја бараме шансата кај Исланд и тоа ќе биде и психички тежок натпревар. Така да како и да биде, јас би препорачал да уживаме во ракометов, во ова што ни го нудат нашите репрезентативци, не само нашите, нормално че има и други преноси, но она што нас не интересира, обичниот граѓанин, да уживаат, затоа што и Кире спомна, навистина е голема работа што сме таму. Многу репрезентации се јас не ги знам, а и некој да не ги набројуваме, не се таму. Не се таму и тоа е она што е реалната слика. Да уживаме и да ги бодриме, да не забораваме дека многу брзо забораваме, че добиеме, ги величиме и после знаеме да за истите тие да верувајте дека тие сакаат највеќе од сите да направат нешто, но не секогаш спортот, затоа е спорт. За да изненадиме, да изненадиме Германија, да загубиме од Чешка. Јоргоновски, јас се надевам дека нашите гледачи се задоволни од тоа што има можност да го слушнат вечерва. Ти благодарам уште еднаш за одвоеното време. Очекувам повторно во новиот месец од 2019 да се видиме тука и да разговараме за позитивна слика и резултатите на Македонија од овој мундијал. Јас сум отворен за разговор. Мене ми е драго што збориме за ракомет, за спорт. Морам да кажам дека на телевизија многу малку се гледа ваква работа, многу повеќе друго нешто, но тоа е тоа. И јас се надевам дека ќе дискутираме, дека сме отишле чекор напред, дека ова што го кажа Кире, дека младите ќе напреднат, све друго е јасно. Само тие 3-4 да ги видиме дека ги добивме и јас ќе бидам презадоволен. Ти благодарам уште еднаш. Одиме со кратка пауза, почитувани, и потоа се враќаме во студиото. Последната работна седмица од оваа календарска година секако традиционално минува во знакот на изборот на најдобрите спортисти за 2018, барем во оваа календарска година. Агенцијата за млади и спорт го организираше традиционалниот избор на спортист на годината. Емил Павлов и Сара Ристовска беа прогласени за нашите најдобри спортисти во 2018, Кире Лазаров за најдобар наш репрезент во странство. Ќе го слушнеме и победникот Емил Павлов и што тој очекува од новата 2019. Титки за наградата очекувано 2018 ќе ја паметиш прво по европскиот, нели, златната титула или европски шампион. Кажи ми колку си ти задоволен од наградата воедно од текомната 2018? Па вака, чест и задоволство е да се биде добитник на едно вакво признание спортски Оскар. После третата номинација, еве јас го добив ова толку заговано признание. Можем да кажем дека изминатава 2018 година ќе ја паметам по-добро, бидејќи откако ратото влезе во олимпиското семејство, јас успеав да го повторам мојот успех од 2014 година, така што освоив златен медал од Европското првенство во Нови Сад, Србија. Имав и други забележителни настапи како балкански првак, државен првак, втор на светската премиер лига во Дубај, но жалам за една работа за светското
првенство каде што не успеав да се закитам со медал, но ете ова награда е еден голем поттик и мотивација и војнина да продолжам да освојам медал од светско првенство, но мој голем сон е да се најдам на Олимписките игри во Токио 2020 година. Се надам дека ќе бидам дел од. Каде е фокусот сега за 2019-та, која е целта? Вака 2019 година ќе биде една година каде што ќе бркам норма за Олимписките игри во Токио, ќе имам голем број на надпревари, квалификациони турнири, така што подготовките за тие надпревари започнаа уште од сега. Се надевам дека ќе успеам да си го осварам мојот сон, а така и на Македонија да и обезбедам учество на Олимпијада со олимписка норма, но не само учество, и медал од Олимписките игри во Токио. Наградната игра е наред. Се верувам дека сите оние кои што го проследија ова најново издание на Спорт 1 на 1 ТВ знаат за што зданува збор. Ке потсетам само пред одиме со 5 наградни прашања дека сите правила поврзани со учеството и оваа наградна игра можете да ги прочитате на нашиот веб портал на 1tv.mk. Одиме и со првиот гледач, имаме 5 прашања, 5 награди за сите оние кои што го разбираат спортот. Остануваме на темата ракомет. Доколку имаме некој на линија, предлагам и да го вклучиме. Ало, добро вечер. Добро вечер. На телефон е Јованова Катерина од Свети Николе. Добро вечер. Да ви посакам прво убави преснојни празници и среќна нова година. Ви благодарам, среќни празници и на вас. Бирате број од 1 до 5, имаме 5 прашања и 5 награди. Број 1. Број 1. Одиме со прашањето кое што гласи вака. Колку македонски екипи не представуваат оваа сезона во ракометната лига на шампионите? Можните одговори се 1, 2 или 4. Една. Се извинувам, но нема да добиете наградата затоа што не е ова точниот одговор. Во секој случај ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Потсетувам 5 прашања со понудени можни одговори, поврзани се со ракометот, оние кои што го сакаат овој спорт и ги следат нашите представници во Лигата на шампионите и во останатите надпреварувања, имаат можност да разговараат и секако да добијат награда доколку го погодат точниот одговор. Одиме со следниот гледач. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Божи здравје, Кајдиевски. Добро, повелете со изборот на прашање од 1 до 5. 4. 4. Одиме со прашањето број 4. Исто така поврзано е со ракометот, но исто и со клубскиот ракомет. Во кој клуб игра нашата ракометна звезда Филип Талевски? Во Рајн Некар Левен, Мешков Брест или Татран Прешов? Прешов во Мацково, кој игра? Во Рајн Некар Левен. Рајн Некар Левен. Така, добро, го погодивте точниот одговор од трите можни солуции, добивате куфер од Атлантик Комерц. Продавницата се наоѓа на Битпазар, но има и на нова локација во трговскиот центар во Скопјанка. Оставете ги вашите податоци во режија и ќе ви сконтактираме. Наградите може да ги подигнувате од понеделник до петок од 10 до 16 часот во просториите на 1 ТВ. Одиме со следниот гледач. Дали имаме некој на линија? Да. Повелете, остануваат 1, 2, 3 и 5. Ајде, петка. Под број 5. Да. Против кого македонската ракометна репрезентација ќе игра контролен двомеч во јануари 2019. Двата надпревари ќе се играат во Скопје, а можните одговори се Бугарија, Србија или Данска. Против која од овие три селекции ќе играме контролни надпревари, го говоревме тоа и во емисијата. Разговаравме против кого ќе одмериме, тоа е наш сосед, познат и по ракометот, но најпознати се по кошарката. Да. Србија е точниот одговор. Ви благодарам што се јавивте. Може да ги оставите вашите податоци во режија. Добивате профит њуми бомбони за намалување на апетитот. Остануваат уште 3 прашања, остануваат уште 3 награди. Ракометот останува секако во фокусот, не очекува настапот на светското првенство во Германија и Данска на нашата селекција. Дали имаме гледаш на линија? Ало. Ало, добро вечер. Имате простор да бирате од 1 до 3. 3. 3. По бројот 3
едно релативно лесно прашање. Во кој тим го води македонскиот ракометен селектор Раул Гонзалес? Можни одговори се Монпелје, Кил и Пари Сен-Жермен. Пари Сен-Жермен. Пари Сен-Жермен е секако точниот одговор, а вие добивате профит нju бомбони за намалување на апетит. Оставете ги вашите податоци во режија. Можете од понеделник до петок да ги подигнете вашите награди во просториите на 1 ТВ и одиме со 1 и 2. Дали имаме следен гледач? Ало? Добро вечер. Остана уште две прашања неодговорени. 1 или 2? Добро вечер, број 1. Број 1. Ова е прашањето кое што веќе го поставивме, верувам го знаете и одговорот. Колку македонски екипи не представуваат во оваа сезона во Лигата на шампионите? 1, 2 или 4? 2. 2 е точниот одговор, тоа се Вардар и Металург. Верувам дека сте задоволни од можноста да одговорите на вакво прашање. Добивате патна викенд торба Пако Рабан. И останува последниот гледач за вечерва во ова издание на Спорт 1 на 1 ТВ. Дали имаме гледач? Добро вечер. Остана уште прашањето број 2. Во фокусот е нашиот капитен. Во кој тим настапува македонскиот репрезентативен ракометен капитен Кирил Лазаров? Можни одговори се Келце, Нант и Шпанска Барселона. Нант. Нант е точниот одговор. Ви благодарам за вашите познавања поврзани со ракометот. Добивате профит нju ми бомбони за намалување на апетитот. Подсетувам, наградите можете да си ги подигнете од понеделник до петок, од 10 часот до 16 часот во просториите на 1 ТВ. Тука некаде и крајот на ова издание на Спорт 1. Ви благодарам што и овој петок бевте заедно со нас. Знаете, зборувавме за ракомет. Ракометот ќе остане во фокусот и во јануари 2019, а секако вие останете со програмата на 1 ТВ и уживајте во содржините кои што ги нуди. Од мене, пријатно.